Почитувани граѓани, почитувани присутни, почитувани медиумски работници, Ваша екселенцијо, господине Хиронори Савада, амбасадор на Јапонија, Ваша екселенцијо Милан Предан, амбасадор на Република Словенија во Република Северна Македонија, земја пријател и председавач со Европската Унија, почитуван представник и директор на ЧАИКА, Јапонската развојна агенција која сте денеска со нас, почитуван подпредседателе на владата Битики, почитуван министер за транспорт и врски Бочварски, почитуван Сашко Николов, градоначалник на Штип, почитувани представници на изведувачите, Искра Словенија, Искра Македонија, колектори, кои што сте исто така вградени овде, почитувани представници на јавното предпријатие Хидросистем Злетовица, почитувани представници на локалните институции, бенефитори на овој проект кој што се денеска со нас. Навистина представува огромно задоволство да се присуствува на овој настан, кој за сите нас и за граѓаните на нашата земја ни овозможува да го следиме прогресот на еден од најважните капитални проекти, Хидросистемот Злетовица, и на сите придобивки од овој проект во регионот, што ги опфаќаат општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Карбинци и Лозово. Денеска, заедно со членовите на владата, со представниците на овие општини, како и со тимот на јавното предпријатие Хидросистем Злетовица и со стручните луѓе од изведувачот, вршиме увид во фазата на тестирање на сите аспекти на работата на прочистителната или филтер станица со ултрафилтрација во општина Штип, која се реализираше во изминатите 17 месеци. Која ќе заврши сеопфатното и темелно тестирање, жителите на Штип ќе добиваат најквалитетна вода за пиење, произведена по сите светски стандарди. Супермодерната пречистителна станица за вода за пиење во општина Штип со најсовремена технологија, ултрафилтрација, ќе работи со капацитет од 300 литри во секунди, со што општина Штип ќе ја има, како што беше кажано, најголемата станица од ваков тип во државата и пошироко во нашиот регион. За прочистителната станица во Штип беа издвоени околу 6 милиони евра, средства од вас, од граѓаните на нашата земја, издвоени преку буџетот на владата на Република Северна Македонија. Оваа влада, како и составот на владата од претходниот мандат од 2017 до 2020 година, континуирано работи на подобрување на условите за живот на граѓаните во целата земја. Врвен приоритет ние да го поттикнеме рамномерниот регионален развој, како што кажа подпредседателот на владата Бетики. Во таа насока, во источниот регион, се спроведуваат повеќе огромни капитални проекти од базично значење, кои се силен потенцијал за развој на сите општини во овој дел од нашата земја. Се реализираа и во тек се изградбите и реконструкциите на десетици патни правци, со што патната мрежа во регионот сега е според најсовремените сообраќајни и безбедносни стандарди. Обезбедивме стабилна и соодветна мрежа за снабдување со електрична енергија, која што го следи трендот на раст и развој на голем број инвестиции во фабриките, во индустриските зони во овој наш убав регион. Повеќе наменскиот Хидросистем Злетовица е еден од тие капитални проекти кои што се состои од повеќе заеднички и посебни објекти за водоснабдување, наводнување и енергетика. Основна намена на Злетовица е обезбедување со вода за пиење на над 100.000 домакинства. И за таа цел се изградени зафати и доводни цевководи за водоснабдување во должина од 100 километри до општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци. Привршуваат работите на првата фаза за водоснабдување и паралелно се работи на изведба на системите за наводнување за околу 4000 хектари земјоделска обработлива површина во целиот регион, од кои што само 3550 во Пробиштипскиот регион, како втора цел на овој грандиозен проект. Во последната, во третата фаза, проектот Хидросистем Злетовица ќе се комплетира со објекти за производство на електрична енергија со предвиден капацитет од 50 гигават часови електрична енергија.
Подршка за комплетирањето на овој значаен капитален проект имаме исто така и од Европската инвестициона банка. А во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на владите на Словенија и словенскиот народ, на владата на Јапонија и словенскиот пријателски народ, кој во одредени фази на изградбата на Злетовица финансиски, преку грантови и помошти ја помогна изградбата на браната и на пречистителната станица во Пробиштип, за што целиот наш македонски народ ќе им биде вечно благодарен. Како влада имаме јасна изразена политичка волја со конструктивна соработка и координација со ЗЕЛС и со сите општини да продолжиме со проекти што прават суштински промени за подобрување на условите за живење за секој граѓанин, преку праведна распределба на јавните финансии за единиците на локална самоуправа и преку еднаков пристап до подобри јавни услуги за сите граѓани. Благодарам.